Ја читаме книгата Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. Ова е книга која зборува за животот, смртта и потоа. За прашањето, кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? За тоа, дали и како би можел умрен човек одново да живее? Воскресение, што е тоа? Што значи Христовото воскресение за нас денес? Твој и мој Великден. Квантна спрега и телепортација, наука и Библија. Ја читаме книгата Великден и за тебе од доктор Иван Грозданов. 4 дел. За твојот и мојот Великден. Кога ќе умре човек, ќе живее ли пак? Прашал Јов. И да умре, ќе живее, одговара Исус Христос. Исус и неговите апостоли ни кажале многу подробности во врска со смртта на човекот и потоа. Тие поединости се запишани во Светото Писмо. И затоа читајте. Претходно веќе кажавме дека духот, душата на човекот не умира, туку умира само телото. Со самото тоа станува јасно дека човекот, личноста, заедно со сите негови личностни карактеристики, совест, меморија, когнитивност и така натаму, продолжува да живее и откако ќе го напушти телото. Но како живее е посебна тема. Во една наменска парабола на оваа тема, во Светото Писмо, Нов Завет, види Евангелие според Лука, глава 16, лично Исус Христос ни открива неколку важни информации, меѓу кои: во моментот на умирање, кога духот душата го напушта телото, ангели Божји го водат духот душата на починатиот на едно од двете можни места: во Царството Небесно, каде духот душата влегува во небесното друштво на вечно живите и благословени, исчекувајќи го воскресението на своето тело според Божјиот календар. Или во Адот, каде што душата страда, очекувајќи го воскресението на телото, за да се појави на судниот ден, после што и телото и душата ќе бидат фрлени во огненото езеро на вечно издржување на заслужената казна, така наречена втора смрт, која во суштина значи бесконечен процес на страдање и умирање, без присуството и заинтересираноста на Бога. Во таа парабола, Исус јасно ни кажува дека после телесната смрт, преминување од едното во другото место не е дозволено, ниту е можно и не би помогнале ничии молитви, дарови, застапувања и слично. Дека душата на Христовите верници е во благосостојба, а душата на секој друг човек е во маки и фрустрации. Дека казнетите души во Адот се загрижени за судбината на своите ближни кои се уште се живи на земјата и молат да им се испрати некое дополнително предупредување за тоа каде би можеле да завршат без вера во Христа, но молбата им се одбива. Потенцирано им е дека, освен преку Светото Писмо, на живите веќе нема да им се даваат други сведоштва и предупредувања. Но нашиот фокус на Великден е воскресението за блажен и вечен живот, ветен за богоугодните луѓе. Тоа е нашата вера, нашата надеж и нашата желба за самите нас, за оние што ги љубиме, но и за што е можно поголем број луѓе од нашиот народ и од сите други народи во целиот свет. Што можеме да очекуваме на својот Великден? Мојот Великден ќе биде денот на моето воскресение. Денот кога мојот дух одново ќе се соедини со моето тело, овој пат воскреснато, усовршено, христолико, бесмртно. Тогаш може да биде и твојот Великден. Еве најпрво неколку цитати од Светото Писмо на оваа тема. Но ќе рече некој: како ќе воскреснат мртвите и во какво тело ќе дојдат? Безумниче, тоа што го сееш ти нема да оживее ако не умре. Ако го сееш, не го сееш телото кое ќе стане, туку голо зрно, било пченично или друго некое. Но Бог му дава тело какво што сака и на секое семе негово собствено тело.
Не е секое тело исто со друго тело. Друго е телото на човек, друго е телото на животно, друго на риба, друго на птица. Има тела небесни и тела земни, но друг е болскотот на небесните и друг на земните. Еден е болскотот на сонцето, друг е болскотот на месечината. Инаков е пак над звездите. Па и звезда од звезда по болскотот се разликува. Такво е и воскресението на мртвите. Се сее за распаѓање, воскреснува во нераспаѓање. Се сее во безчест, воскреснува во слава. Се сее во немоќ, воскреснува во сила. Се сее тело душевно, воскреснува тело духовно. Има тело душевно, има и тело духовно. Па така е и напишано. Првиот човек, Адам, стана жива душа, а последниот Адам, животворен дух. Но не иде прво духовното, туку душевното, а потоа духовното. Мало објаснување. Разликата меѓу душевно тело, на грчки сома психикон, и духовно тело, на грчки сома пневматикон, е подлабока теолошка тема, но суштината не е дека воскреснатото духовно тело ќе биде дух без тело и душа, туку за разлика од тоа што нашето сегашно душевно тело е подложно на душевни, психички влијанија, воскреснатото духовно тело целосно ќе се раководи според духот, пневма. Воскреснатиот Исус не бил дух, туку имал и тело и коски. Види Евангелие според Лука, глава 24, стих 39. Такви ќе бидат сите воскреснати верници. Продолжувам со библискиот цитат. Првиот човек е од земја, земјен. Вториот човек е Господ од небото. Каков е земниот, такви се и земните. И каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. А ова ви го велам, браќа, дека телото и крвта не може да го наследат Царството Божјо, ниту распадливоста ја наследува нераспадливоста. Еве тајна ви кажувам, сите нема да умреме, но сите ќе се измениме одеднаш, во еден миг, при последната труба. Ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме. Зашто распадливото треба да се облече во нераспадливо, а смртното да се облече во бесмртно. А кога распадливото ќе се облече во нераспадливост и смртното во бесмртност, тогаш ќе се збидне зборот напишан: победата ја проголта смртта. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата? Осилката на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. И така, браќа мои возлюбени, бидете цврсти, непоколебливи и секогаш богати во делото Господово, знаејќи дека трудот ваш пред Господа нема да биде залуден. Свето писмо, прво послание на апостол Павле до Коринќаните, 15 глава, од 35 до 58 стих. Оваа мала книгичка има ограничена цел и тука не можеме подетално да го објаснуваме сето она што го кажува овој цитиран текст. Но вреди да го читаме често и повеќе пати. Во него има и информации кои се наменети за нашето љубопитство. Најважните информации кои во Светото писмо ни се дадени за воскресението на Христовите верни следбеници можат да се сумираат вака. Прво, воскреснатите луѓе ќе бидат истите личности што биле и пред да воскреснат и ќе имаат своја материјална компонента, тело, и своја нематеријална компонента, дух. Прочитајте за воскреснатиот Исус во Евангелието според Лука, глава 24, стиховите од 36 до 53. Таму, на реакцијата на присутните, кои мислеле дека гледаат дух, Исус им вели: Јас сум истиот, допрете, гледајте. Духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. Потоа и јадел со нив. Второ, при воскресението на телата на богоугодните луѓе, Господ ќе го оневозможи распаѓањето и смртноста на новите тела и ќе го замени временото тело со вечно, усовршено и нераспадливо тело.
И понатаму телата на различните луѓе ќе се разликуваат, односно, како и сега, секој ќе има свое тело. Заедничка ќе биде само бесмртноста. Како ќе го направи тоа Господ, останува да нагаѓаме, но со сигурност можеме да му веруваме. 3. Ќе исчезне секаков облик на оттуѓеност од нашиот Создател, Господ Бог. Во иднина, низ целата вечност, Господ и неговите верни луѓе ќе живеат заедно и сплотени во едно семејство. Повеќе за ова можете да прочитате на последните страници од Светото Писмо во книгата Откровение, глави 21 и 22. 4. Господ ќе создаде ново небо и нова земја, каде што ќе нема проклетство, како што има врз сегашната земја. Со тоа ќе бидат отстранети причините за маките на човекот. 5. Господ трајно ќе го отстрани ѓаволот и неговите соработници, демоните и неверниците, кои сега се извори на измами и заведувања. 6. Во светот на воскреснатите Христови верници ќе биде елиминиран гревот поради кој и се појави смртта. Оттаму, на новата земја и новото небо, ќе нема веќе ниту умирања, ниту болка, ниту разделби, ниту ентропија, ниту што и да е друго што би го повредувало и измачувало човекот на кој и да е начин. Ова го гарантираат Господ Бог и Исус Христос. 7. Светото Писмо вели дека нашето воскресение и нашите тела ќе бидат слични како кај воскреснатиот Христос. Кога ги читаме библиските записи за воскреснатиот Исус, можеме да си одговориме и на многу прашања поврзани со нашето идно воскресение. И затоа, читајте. Јасно ми е дека кај сите нас се појавуваат и многу други прашања во врска со воскресението и животот потоа. За некои од тие прашања може да има јасен и недвосмислен одговор во Светото Писмо. Само треба темелно да го изучуваме. За други прашања може би има позагадочен одговор, кој треба длабоко да се анализира, а за некои прашања можеме да нагаѓаме и да претпоставуваме каков ќе биде точниот одговор. Например, нашето љубопитство би сакало да знае во колкава мера ќе има материјална поврзаност помеѓу нашето сегашно тело и она воскреснатото. Во еден погорен цитат од Светото Писмо, од првото послание на апостол Павле до Коринќаните, глава 15, има нешто и околу ова прашање, кое се чини укажува дека новото воскреснато тело секако ќе произлезе од сегашното наше материјално тело, но и дека тој материјал ќе претрпи некои преобразби, кои ќе овозможат тоа тело да стане бесмртно, вечно здраво, нераспадливо, славно. Умре по тело, но оживеа по духот. Свето Писмо, прво послание на апостол Петар, глава 3, стих 18. Во современата наука, во делот на квантната физика, постојат два феномени кои се нарекуваат квантна спрега и квантна телепортација. Квантната спрега, на англиски quantum entanglement, е дефинирана како необичен взаемен феномен кој се забележува кај две честички кои еднаш биле заедно и споделувале заеднички активности, а потоа биле раздвоени, но на чудесен начин и понатаму остануваат интимно поврзани една со друга, дури и кога ќе ги раздвоиме на големи далечини. И покрај огромната просторна одвоеност, секаква промена кај едната честичка се одразува и кај другата. Правени се и се прават вакви експерименти и сознанијата се зачудувачки. Квантната спрега се случува и на микро и на макро ниво, и тоа постојано и во реален амбиент и наспроти можните попречувања од околината, иако ние не ја регистрираме со нашите сетила. Таа ги поврзува частичките, единките, кои некогаш биле заедно, а сега се раздвоени. Растојанието меѓу нив не игра никаква улога. Исто така, феноменот на квантна спрега упатува на заклучокот дека секакви случувања, настани и активности во некоја квантна спрега оставаат траен белег дури до субатомските честички кај оние што се или биле во заемна квантна спрега. Во врска со воскреснатите тела, се чини дека Светото Писмо говори за некаква поврзаност со претходното тело,
за некој вид квантна спрега меѓу нив. Феноменот пак на квантна телепортација се однесува на пренесување на некоја квантна информација од едно на друго подалечно место. Според сегашното научно разбирање, телепортација не е можна на тела и предмети, туку само на информации. Но тука има нешто интересно. Кога информацијата ќе се пренесе до примателот, каде и да е тој, преку погодна техника од таа информација може да се реконструира и самото тело. Затоа, фактот што самото тело физички не било телепортирано на друго место и не е многу важно, ниту е неопходно. Неважно е и тоа дали тоа тело се уште постои или не. Сега има научна, а особено теолошка библиска основа да сметаме дека телото и духот на еден човек се во квантна спрега, бидејќи се заедно и споделуваат заеднички случки, активности, знаења, чувства и така натаму. При умирањето на тој човек, неговото тело се распаѓа на составните елементи во кои нема живот, иако е сосема веројатно дека некои информации има зачувано и во нив. Но духот на тој човек се враќа, може да се каже се телепортира, кај Бога, откаде што и потекнал. Духот на секоја човечка индивидуа може да се смета како бекап, зачувани меморирани податоци за таа личност. Духот на починатиот човек ги поседува личностните информации на тоа лице, идентитет, самосвест, меморија, знаење, расудување, чувства и така натаму. И тие информации можат да бидат реконструирани на местото на приемот на информацијата, имено кај Бога, каде и да е тоа. Значи не е неопходно присуството на телото за да се знае се за тој човек, вклучително и за неговото тело. Од друга страна, бидејќи духот и телото на покојникот биле во квантна спрега, живееле заедно и споделувале се во една иста личност, преку духот на починатиот човек може да се предизвикаат действија и кај материјалната компонента на тој човек, неговото тело. Размислете што се може да значи ова. Не знам, но за Господ сигурно не е никаков проблем да го изведе воскресението на телото на секој покоен човек со силата на својот дух, а преку човековиот дух кој веќе е кај Бога и ги содржи сите потребни личностни информации за телото со кое бил во квантна спрега. Сине човечки, ќе оживеат ли овие коски? А јас одговорив: Господи Боже, Ти го знаеш тоа. Така им вели Господ Бог на оние коски: еве, јас ќе внесам во вас дух и вие ќе оживеете. Ќе ви дадам жили, ќе направам на вас да израсне месо, ќе ве покријам со кожа и ќе вдахнам во вас дух, па ќе оживеете и ќе познаете дека јас сум Господ. Ова беше цитат од Светото писмо, книга на пророкот Езекијел, глава 37, од 3 до 6 стих. Впрочем, Светото писмо јасно кажува дека и воскресението на Христовото тело било преку духот. Умре по тело, но оживеа по духот. Види прво послание на апостол Петар, 3 глава 18 стих и послание на апостол Павле до Римјаните, глава 8, 11 стих. А штом во телото, хардверот, се враќа и неговиот дух, софтверот, тој човек е истата личност со истиот идентитет што го имал пред да умре. Некои од нас ќе разберат во свое време. Сепак, вакви и слични прашања не се од некоја голема важност за нас сега. За секој од нас многу поважно е дали ќе бидеме воскреснати за вечен живот, како што бил воскреснат Христос, или за вечна осуда и втора смрт. Желбата на нашиот заеднички Господ Бог е секој од нас да се покае, да поверува во Христос и да се спаси од Божиот суд, кој ќе биде неминовен за секој што ќе остане отворено бунтовен спрема Господ и Христос, или пак ќе глуми религиозен човек, а во суштина ќе биде непослушен, телесен, духовно непрепороден човек кој живее само за себе си да си угодува. Така ни кажува Господ во Светото писмо. Ке имаш ли и ти свој велик ден? Ке викнат ли и за тебе еден ден и луѓето и ангелите,
Воскресна, навистина воскресна. Дај Боже да го дочекаш тоа. Имаш можност да си го овозможиш тоа, но само додека си жив на овој свет. И Велипеток и Великден се случија за да ни биде овозможен личен Великден. Но единствено преку покаяние, вера и духовна спрега со Христа и неговото учење во секојдневниот живот. Види Евангелие според Јован, глава 15, стих 4. Ако си во духовна квантна спрега со Господ Исус Христос, тогаш секое негово учење, ветување, карање, застапување ќе се одрази и врз твојот начин на живење, а еден ден и на твоето лично воскресение. На тој, мој и твој, славен Великден, духот и телото одново ќе се здружат и никогаш повеќе нема да се разделат. Ниту телото веќе ќе умира, ниту духот веќе ќе не напушта. Чекајќи го својот Великден, телото ќе почива во својот шабат, а духот ќе го чека својот момент, едно кон друго со возбуда да летнат и кај Бога да се сретнат. Одново да бидат едно, облечени во ново руво, на Христа во се да заличат и вечен живот да заживеат. Тоа ќе е голем ден, мојот и твојот Великден. Не заборавај, предодредено е да воскреснеш, за арно или за лошо. Нека биде за арно, нека биде тоа твојот величествен Великден. Амин. Ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш, бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. Секој кој верува во него нема да се посрамоти. Свето писмо, послание на апостол Павле до Римјаните, глава 10, стихови од 9 до 11. Тоа што го научив за животот може да се сведе на два збора. Животот продолжува. Роберт Фрост. Ете толку е книгичката, драги мои. Великден и за тебе, од доктор Иван Грозданов.